4,5 години. Поради причината што сакав да правам филмови. Нон-стоп лажев, кај да идев, трчи, лажи, едноставно така се поставам режисер. Би сакал да го испијам од ринското кафе со некоја девојка која што за 2-3 години ќе биде најпознат светски модел. Постои. Се случува. Немам телефонски провери. Бојана Душкова. Беше снимено во 1995 година и направив стоп моушен од кола која што се претвора во Трансформерс. Тоа беше прво видео и бев премногу радосен, тогаш ја купив и првата, уствари не ја купив, ми беше позајмена првата камера. Во Америка. Многу лесно прашање. Убавината е релативна работа, стварно е тешко да се каже. Најбитно е девојката да има внатрешна убавина кај мене, а после сето друго е цреша врз тортата. Треба да има желба да го работи тоа. И желбата треба да биде огромна. Треба да поседува внатрешна убавина според мене. И едноставно да не ги слуша другите кои ќе кажат тебе не те бива за модел. Овие готик не можам, значи садо мазо тие не можам, не ми се у глава, ама немам ништо против нив. Енергијата. Не знам, има ли смисла? Јас сум мртов сериозно. Енергијата. Тоа се десило да ми прдне манекенката и да се усрам. И за неј се било неприметно, а непријатно, а мене се што е пријатно, природно ми е пријатно. Непријатно ми е неприродните работи, да лажеш, да крадеш. Ретко, ама се случува и зависи во која смисла непријатни ми ги одбил. Сега ќе се може да проверам. Ова се вика да смислам што да излажам. Не, ќе бидам искрен, ја не лажам. Ќе покажеш на камера? Со девојче што не го познавам, се вика Ева и сум ми пишал дека сакам да ја сликам и претпоставам дека е малолетна, така да сакам да разговарам со нејзините родители. Ете тоа сум пишал. Ајде ќе издвојам една награда за најдобар текст која што ја добив во Торонто. Текстот е мој. Како мислиш на Fashion Weekend Торонто? Ајде да кажам. Одно ќе кажам лажење, неискреност. Лажење и неискреност. Тоа ме води до така. Така и сега, со карактеристика? Лажење и неискреност. Би направил интервју на многу фина. Наоми Кембел, ја знам, и е прекрасна жена и имам и соработувано со нејзина најдобра другарка. Така да знам дека е прекрасна жена од блиски извори. Тешко прашање. Торонто. Бело. Светлина. Љубов.